Дистрикт, Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Андријана Пашковска. Андријана Пашковска, млад научник, професор по филозофија, магистар по психолошки науки, авторка во коавторско со искусниот колега професорот Пендаровски на трудот Законот за детска заштита и психологијата. Темите со децата и за децата се неисцрпни, но дали и како ние возрастните и посебно системот, државата, општеството воопшто се справуваме со детските проблеми, со грижата, со поставеноста и посветеноста за нив. Еве во Дистрикт уште една благореден соговорник, соговорничка поконкретно на оваа благородна област децата. Андријана Пашковска, добре дојдовте во Дистрикт на Цивил прес студио. Ајде збор два, ја нешто кажав, вие дополнете. Да, вие и многу второто добро ме прашање, поврзете се зошто токму тоа внимание од кај вас за деца. Не може секој. Да. Како што кажавте, јас сум дипломиран професор по филозофија, магистар по психологија и социјална заштита на Славјански факултет и автор на книгата Застапеноста на психолошкото во Законот за социјална заштита. Идејата потекнува од самото дека психолошкото е најбитно за постоењето. Социјалната заштита и ни ја дава иднината на нас како генерација, а особено психолошкото е тоа што го гради карактерот кај децата од најмала возраст. Па јас како што сум вработена исто и во службен весник, гледајќи ги законите, забележав недостаток во Законот за социјална заштита и од таму потекна идејата. Има таму милион закони кај вас на работа. Зошто токму овој закон за детска? Затоа што јас сум родител, имам детенце од 10 години и гледав дека барав нешто околу законот за иселување на деца од тука. Сакав да живеам еден период во Хрватска и забележав дека има недостаток во законот, особено психолошкиот дел. Ке зборуваме подолу во емисијата, но сега спомнавте дека психолошкото е најважно. Да беше некој социолог сега спроти мене ке речеше социолошкото и социјалното е најважно. Сепак парите се важни. Зошто баш психолошкото, а не материјалното, кога одгледуваме деца? Затоа што ние од мали ги гледуваме да они да станат сигурни, стабилни личности. Ако го немаме карактерот и емоционалното изградено како стабилна личност, он како дете, тогаш џабе ни е нашата материјална сигурност. Значи, првен го градиме карактерот, па после сигурност. Они како деца се уште независни од нас. Ајде за самиот чин за промоција на ова ваше прво, би рекол, научно дело, ако можам така да се изразам, го промовиравте неодамна во Битола. Професорот Пендаровски беше со вас како ментор, но промотор беше и угледната професорка Марија Димовска. И како помина сето? Беше одлично со оглед на ковид кризата и мерките, помина со помалку народ, а инаку да, застапеноста исто кај луѓето беше доста позитивно. Зошто баш оваа тема, зошто баш тој закон го одбравте да го разгледувате и особено децата до 18 годишна возраст се независни од родителите и како такви они се сметат за најранлива категорија кај нас во општеството, затоа што материјално и екзистенционално зависат се уште од родителите. И ако ние не ги изградиме како личности каде што они ќе просперираат и кидат напред, џабе ни е се останато понатаму. Ке зборуваме и за законот. Спомнавте, ке ни објасните нели за темата, но спомнавте до 18 години се нели зависни од родители и така натаму. Кога теоријата што вели можеме да го потребуваме поимот дете, момче, девојче? Сеопфатно, да. Има ли некоја граница возраст? Сеопфатно во социологијата општо се зема 14 годишна возраст на детето. Ама како што нели напредува современиот свет и децата, се дете, се што е независно и малолетно додека зависи, извинете, од родителите, тоа е дете, се смета за дете. Тоа е така регулирано во нашите закони и во меѓународните прописи. Добро, ајде на темата, на вашиот труд. Како дојдовте, вие спомнавте нешто за идејата, но сепак да се копа по закони и да се бара психолошкиот агол, затоа што вие сте психолог по професија, нели, и по образование. Тој порив од каде излезе и кој би бил придонесот
вашиот конкретен придонес да допре до законодавците, до општеството, до задолжените за социјална работа, барем до Министерство за труд и социјална политика, па и до невладините организации кои се занимаваат со овие области? Да, па тоа е релација. Прво, на мојот факултет имавме предмет психологија за деца. Од тука потекне идејата малку подлабоко да се разработи тоа за децата, а понатаму исто со законите, мојата работа со законите. И од тука ја поврзав едната со другата релација и стигнавме до да се испита законот. Моја беше идејата, а професорот Андријана Прокопа е малку подобро во законот, мислам дека ништо недостасува. И јас најдов дека стварно психолошкото недостасува во законот. Добро, ајде да го опишеме законот. Што вие забележавте надвор од ова ваше психолошкото, за да дојдете до недостаток дека во тој закон од тие 4 столба, како што ги наведувате во вашиот труд, но ќе ни објасните поединечно за секој посебно, како дојдовте дека едниот столб недостасува од 4-те? Дека е климав практично законот. Климав е затоа што во самиот закон се кога ќе земите да го читате, забележувате дека се екзистенционално социолошко. Тоа цело време се Тие термини се спомнуваат со тоа што тие термини како најбитни за детето. А не викам дека не е гранка тоа, ама не е најбитно ако ти не го изградиш психолошко тоа детето, ако не му дадеш карактер, џабе и екзистенционалното и социолошкото. Значи да, социјалната заштита ни дава нас како индивидуена заштита, ама не е најбитна. Добро, за кого е пред се наменет сега овој ваш труд? До кого сакате да допре? До државата? Има ли таа слух, чувство? Треба некој да ја покаже, и преку емисија ќе пратиме порака, нели? Да го отворат вашиот труд. И ако треба да се прават измени, макар терминолошки во текстот, нели? Да. Или во подготовка на нов закон. Значи, книгата е наменета за сите луѓе кои што сите категории на луѓе кои што се засегнати со децата, особено психолози, педагози, лекари, доктори, сите што се занимаваат со проблематиката на детето. И се надевам дека понатаму ако има проширување на законот или измена, дека ќе се земе во фат книгата за да се направат измените, пошто во самата книга има и препораки кои наведуваат што треба точно да се промени во законот. Значи, вака законот гласи, односно вашиот труд, застапеноста на психолошкото во Законот за заштита на децата на Република Северна Македонија. Ајде сега по-детално, вие подготвувајќи се за овој беше магистарски труд. Да, едно од тезите. Се надам дека и со докторскиот ќе дојдете овде во ова студио да видиме на која тема, веројатно повторно околу психологијата и децата нешто ќе се врти. Кои се основните постулати на законот? Вие правевте, ако добро разбрав, анализа на содржина. И некои анкетирања, истражувања и така натаму, и до какви сознанија дојдовте за воопшто темата, како таа се третира во нашата земја? Да, првично, значи, направивме анализа на содржина, во која што по процентуално застапено 373 зборови, 220 беа за социјалното, 52 беа за педагошкото и 51 за екзистенционалното и 50 за психолошкото. Значи од 373, 220, да кажеме 60% се веќе за социјалното. Според таа анализа на содржина, после се свртивме исто и се што засега децата, особено трговија со деца, благосостојбата на децата, насилство физичко и ментално на врз децата, сите тие се офатени теми во книгата, затоа е добро да се прочита. Добро, и кој е епилогот на анкетата? Кој е сознанието? Освен што терминолошки во законот не се третирани термините, но кој е научниот пристап, односно кој е пораката од законот до кого? До општеството, до државата, до Министерството за труд и социјална законодавците? До законодавство и до Министерството за труд и социјална политика да се покрене, да се преработи уште еднаш законот за да се свати колку психолошкото е потребно во тој закон. И мислам дека тоа се служуваат многу професори со мене што сме разговарали. Што мислите тогаш? Прво, како е во другите земји, дали имате некои компаративни истражувања? И второ, зошто законодавецот тој елемент психолошкото не му дал понагласено значење? Од незнаење, од инерција? Во другите земји, според тоа, јас кај што сум била во европските земји, сметат дека напредокот е небитен ако има расплакани и несреќни деца.
Тоа го кажал и Алберт Ајнштајн во една од неговите книги. Така да, они се најбитна е заштитата на детето и психолошко како ќе се изгради. Например, за Хрватска, ќе кажам, знам, има познавање, за да дојде дете да живее со родител таму, треба 2 години да родителот странец да работи, да има стална работа, за да може детето да живее со родителот таму. Значи, родител треба да е стабилен, првен социјално, а после да му пружи поддршка, да има време за него за внимание. Значи, сепак 2 години е доволно време. Така да кај нас тоа не е ограничено. Јас побарав кај нас во законите немаме ограничено колку треба странец да работи кај нас за да може детето да си го земи да живее. А во Хрватска еве конкретно не може 2 години, без 2 години да има работен стаж. Па добро, кај нас и не може некоја мерка да се земе ако констатираме дека по скопските крстосници, веројатно и во некои други градови преполнени се со дечиња кој просат, не знам. Тука благосостојбата на децата е многу неминовна и можам да кажам само една многу добра изрека од Данте Алигири кој рекол имаме 3 нешта кои ни се доделени од рајот, а тоа е звездите во ноќта, цвеќињата на патот и детските очи. Јас мислам дека треба властите малку повеќе да се заангажираат за децата. Така, вака сега ќе извлечам уште нешто од вашиот труд, иако добро сум прочитал, ќе ме поправите ако грешам. Посочувате дека застапеноста на клучните категории во законот по проценти, социјалното е речиси 60%, а останатите, како екзистенцијалното, педагошкото и психолошкото, се по нешто од 13%. Јас повторно ќе ве вратам на тоа. Зошто државата толку на социјалното, кога ем не дава доволно пари, ем тој термин го, практично со овој термин го бомбардира законот. Наспроти другите категории. Да, ќе цитирам нешто од книгата што е запишано баш на таа тема, вика фактот дека социјалната категорија е многу поизразено застапена од другите категории укажува на едно логично ниво на процесот на социјализација и прифаќање на децата и младите. Екзистенционалното, кој е многу помалку застапено од социјалното, укажува на фактот дека не само материјалната помош и сите видови парични видови помош и слично се само дел од широкиот опсег на екзистенционалните потребности, какви што се домување, социјална грижа за задоволување на основните екзистенционалните потреби и образование. Преку основање на менталниот капацитет кај децата ќе се создадат генерации деца кои повеќе ќе веруваат во себе и ќе имаат поголема општествена поддршка, а со тоа ќе се постават личности кои во иднина сами ќе создаваат подобра иднина за себе и за другите. Така и тврдите уште во овој ваши труд дека законодавецот недоволно посветил внимание на психолошкото за разлика од другите три клучни елементи содржани или термини во законот. Нели е тоа малку претенциозно од еден млад научник? Не, они само го занемариле психолошкото, значи они го разгледале, но психолошкото е занемарено и отфрлено. Не викам дека немаат познавање, они имаат познавање, ама психолошкото е баш доста занемарено. Ако добро ве разбирам, вашата порака генерална покрај другото е кога ќе се подготвуваат закони вака за деца, посебно за толку чувствителна категорија на граѓани, треба психолози да учествуваат во подготовка на тие закони. Сега ви игнорира државата? Да, до сега е игнорирано. Занемарено е психолошкото и психолозите во законите, особено за деца. Така, што мислите за македонските состојби воопшто? Веројатно и низ истражувањата, и низ анкетирањата дојдовте до некои сознанија. Каде сме во однос на регионот, да кажеме? Да не шириме натаму. Се подобрува. Значи, јас гледам со некои измени на законите, малку ги подобруваме стандард за децата, како треба да се одгледуваат. Има се повеќе, се УНИЦЕФ се повеќе и повеќе не информира и со информации за децата како треба да се заштитат, но за разлика од другите земји сме многу на пониско ниво. Значи, многу. И чарето? Не е само до законот, нели? До нас самите. Почнувајќи од себе како ќе воспитаме своето дете психолошки, така ќе изградиме нормални и здрави, стабилни личности. Ако добро разбрав или грешам, во вашиот труд главно на некој начин се држите во она класична форма, нели? Дете во семејство, со родители. Да. Што станува со асоцијалните ситуации кај децата? За тоа повеќе треба да се ангажира власта и Министерството за труд и социјална политика. Дали во законот тие се офатени тие категории? Да, дека треба да се децата кои што се социјализираат во тие институции, како што се сега домовите, повеќе вика дека треба во домовите да се децата усвари во заедничките домови да се осеќаат како сигурни и стабилни и доколку детето се посвои ќе има некоја пак сигурност. Добро, а ова околу дечињава што се по улициве,
препуштени на улицата на питачење. Што вели еден млад научник? Како тоа да се реши? Има ли чаре? Зборувам за психолошкото, а во прашање сепак социјалното, нели? Згрижување во дом за деца. Добро, не одат. Не е доволно настојчива државата. Недоволно Репресивните упорност. мерки не се добри. Недоволно упорност, недоволно заангажираност кон тие деца. Недоволно. Премногу во канцеларии седат службениците задолжени за тие активности. Па да, повеќе на улица, повеќе ќе имаме ќар. Колку повеќе работникот е на улица, социјалниот работник, толку повеќе ќе увиди ситуацијата. Така. Која е ваша наредна активност на овој план? Како мислите овој ваш труд сега, кој има многу значајни постулати, кои треба да се вградат не само во законот, туку и да заживеат во македонската практика? Која е вашата активност? Останувате кабинетски само како научник или нешто на терен работите? Членувате ли во некоја невладина организација? Покренувате ли некакви акции нешто? Или се задржувате се уште само на Не, првен трудот е представен на бившиот министер Бојан Маричич, предаден е на Министер за правда. Да, што беше. Исто е предаден на Милан Живковиќ, советникот за Министерство за труд и социјална политика во влада. Значи, они го разгледуваат мојот труд и се надевам дека после тоа ќе се покрени нешто, запознаена и владата со овој труд дека стварно има недостаток и они го забележаа. Понатаму да, сакам докторски студии да запишам во Риека на филозофски факултет и што темата нешто слично со психологијата на децата ќе биде. И сум активен член на Хрватското друштво за психолози. Да, ја спомнав ти Риека и друштвото, забележа во вашата биографија дека соработувате со Истарското здружение на психолози и психијатри, ако добро разбрав. Не, друштво на психолози на Истра така, е тоа, да. И која е активноста? Разменувате искуства, темите се какви сигурно разнолики? Да, они се доста поактивни од нашите македонски друштва психолошки, значи тоа датира од 1999 година, има 166 активни членови на цела Истра, единствена македонка сум јас која што е дел од друштвото. Ете, сум имала можност да живеам во Хрватска, па да влезам во тој дел. Да имате некои конекции. Да, во тоа друштво. Има доста активности, сега беше интересно, еве тоа, за тjedna психологија, неделна психологија, што викаме кај нас, во цела Хрватска има една недела предавања онлайн, медиумски, и семинари бесплатно кои што можат сите да учествуваат преку ден по неколку семинари за луѓето да се едуцират колку психологијата е битна. И тоа беше доста активен настан. Пашковска, сакам да го искористам вашето присуство за две работи да ни појасните тука и за мене и за пред се за гледачите нели на Дистрих. Како треба да се однесуваат родители, едно семејство класично, стандардно, здраво во однос на своите деца, сега во време на интернет, на размазеност, на недисциплина целосна и во училиштата, можеби на таа либерализација на воспитувањето. Премногу се отиде без мерка во ги оставаме децата да ги обликува општеството или родителите треба да се настојчиви. И второто прашање би било што па државата треба да прави за оние дечиња што ја немаат таа судбина да живеат во класично семејство со мајка, со татко, со пристојна социјална подкрепа дома во семејството. Како психолози ние секогаш велиме дека стабилноста на семејството е најбитно за да се изгради тоа дете. Значи без разлика дали е во нормално семејство или разведени родители, значи поддршката и посветеноста на родителот е многу битна за тоа дете да стане здрава личност. Што и државата треба да превземе, државата треба да ги се повеќе да се ангажира децата да се стават во семејства. Значи да се посвојат според нас, пошто така детето ќе има поздрава средина за живење. Една реформа ја чинам дека успеа, не знам вака лаички, кога домовите за деца без родители се трансформираа во вие што спомнавте сега, во семејства практично или на мали локации. Тоа е подобро отколку на колективно живење за децата и зошто е подобро? Да, правени се истражувања. Но државата па така како да нема целосна контрола што е со тие деца, дали се во вистински раце или јас грешам? Не, правени се анализи и истражувања баш на таа тема. Да, тие деца се осеќаат многу посигурно и посрекни се кога се во тие семејства, затоа што се осеќа како семејство, како дом, за разлика од домовите кои што има полно деца и не може да се обрне внимание баш на едно дете.
Вие сте мајка. Да, на 10-годишен син. Ова ваше теоретско знаење и вашиот труд секако нели и научен во оваа област ви помага или ве оптоварува кога воспитувате дете? Па знаете како викаат, фризерот секогаш без фризура. Така да и нас некош ни Чевларот треба со помош. скинати чевли. Ето така да и нас некош ни треба помош барам од колегите. А од детето барате ли помош? Да, секогаш треба да се праша неговото мислење, затоа што ако не се осеќа битно во семејството, он нема така да изгради стабилен карактер. Мора се потврди кој е неговото мислење за нешто. Кои се клучните столбови, што вели теоријата за воспитување на децата покрај семејството, образованието, улицата, спортот, клубовите, културата, уметноста, разни другарувања? Образованието е највисоко. Кој е доминантно еве кај нас во Македонија? Образованието. Пошто тие скоро цел ден го поминуваат во школа. И каква оценка може да му дадеме? Па солидна. Јас сум задоволна. Од образованието за сега сум задоволна кај нас. Улицата? Улицата немаме. Во последно време немаме улицата. Со ковид мерките и со сето тоа што настана оваа епидемиологија се е свртено на школа-дома. Ја немаме улицата. А што вели младиот научник, научничка? Интернетот, мобилните телефони ги отуѓуваат децата од родителите, од своите другари и другарчиња? Па не, интернетот колку е позитивен, толку е негативен. Позитивноста е што учат многу работи, например не може да најди за некоја тема, он може многу лесно да најди на интернет, тоа што например го интересира. Но повеќе видеоигрите доминираат, можеби има него и видеоигри, да. отколку Google и информации за образованието. Затоа е ограниченост, треба да има ограниченост на интернет. Така, вие сте заговорник на тоа да има строга контрола, некаква строга контрола. Не строга, ограниченост што ќе гледа и кај ќе гледа, да, тоа е многу битно. Можно ли е тоа да? Можно е со новата Има ли ефект технологија. ова што гледаме по телевизиите, ова е за деца под 8 години, не е во присуство на родители или 12 години, има ли некаков ефект тие предупредувања? Па тие се наменати за тоа. Да, но кој се придржува? Можете ли на вашето дете, фигуративно, прашувам на вашето општо, да му кажете ова не е ова емисија за вас, нели оди во друг агол или во друга соба? Па да, еве за TikTok например, да, за TikTok јас се оградив дека он си направил профил на TikTok, а TikTok не е за деца под 10 години и видов дека нешто децата си кријат лицата, снимат на TikTok со скриени лица и го исклучив TikTok скроз. Добре, и тоа значи дека малиот може пак да го вклучи. Па не се надевам дека некако го контролираш и контролата е негде Значи, добра страна. родителската контрола, контролата во училиштата, каква е таа? Јас сум Вие сте за задоволна. строги наставници или за покооперативни со децата? Значи, Како како психолог родител ве што треба прашувам да сега. соработува со детето, така и наставникот треба да соработува со детето. Значи, не се бара строгост, туку се бара баланс. Значи, ако он има одредена строгост која треба да си има строгост, а другото е све во нормалата на да се има разбирање, затоа што тие се секој учител е втор родител. Ни се случи фрапантна работа како појава во општеството, ова во училиштето познато ви веројатно во гостивар со детето со Даунов синдром, што родителите собираат потписи да не оди, нели, па дури преседателот го зема за рака и го однесе на училиште за да прати порака. Да, тоа беше Тоа е појава што ние забележавме вака медиумски, но има сигурно мал милион такви случаи по училиштата. Имаат обврска училишта да ги прифаќаат тие деца прво? Да, тоа е инклузија Законски. на деца. Да, инклузија на деца во тие училишта, макар што јас исто бев во управниот одбор на децата за со оштетен вид Димитар Влахов во Кисела вода и гледам дека тие деца се среќни таму. Тие не се со целосно оштетен вид, значи има деца кои што гледаат со наочари нормално, ама си остануваат во тоа школо. И кога разговаравме зошто во тоа школо, па вика родителите затоа што тука имаат вежби кои што во обична школа ги немаат. Тука сите заедно комуницираат на брајова азбука, полесно е учат и брајовата азбука и многу му е полесно вика на овие деца да се прилагодат на оваа средина. Ако добро ве разбирам, вие пледирате на целни групи на деца со посебни потреби по категории да се малку изолирани од другите, туку меѓу себе заедно. Не, зависно од родителот како мисли. Тоа зависно од родителот. Ама еве 90% од родителите кои што ги запишале децата во училиштето Димитар Влахов, значи они се задоволни и не сакаат да го инклузираат детето, а не дека тоа не може целосно да гледа. Она ќе се труди и гледа со наочари. Зборувам за редовните училишта. Можат ли тие деца и во редовни училишта? Па не Дали може имаат доволно обврска да му- училиштата да ги прифатат Да, тие со деца? инклузија, Со да. аутизам, некој степен, со, не знам, церебрална
ова Даунов синдром, како што имавме во Гостивар? Зато се психолозите. Кога детето се запишува у школа, знаеме сите дека треба првен да помени кај психолог. Доколку психологот оцени дека детето може да се овлада материјата, треба да го пушти. А што ова дете било пуштено да учи во тоа школа, значи дека било способно да се овлада материјата. Добро, и треба Андријана, да учи. од каде таа ксенофобија кај нас, домаќинско општество, нели, од времето вие сте млада, братство, единство, секогаш пропагирале некоја хуманост, па и во во самостојна Македонија исто така. Ксенофобијата надвладува над хуманоста, што ни се случува, се отуѓуваме или како луѓе? Од каде тие реакции родители да се собираат да имаат против нешто некое дете, кое може би и покажувало некои сигнали на некоја не асоцијалност, нели? Но таа треба колективо да ја прифати и да ја моделира заедно со едукативниот кадар, со децата, со родителите и така натаму. Од каде таа одбојност? Па немало инклузија на тие деца во школите и родителите што се спротивни на тоа, тие не учеле со такви деца и значи инклузија никаква немала, дека сите сме различни, дека има и луѓе со хендикеп некои и треба тоа да се прифати така. Значи законот кој е донесен за инклузија е многу добро е да се спроведува за тие деца да бидат активни во секоја во обична школа, дека сите сме различни. Ако детето си го научиш дека до тебе ќе седи дете со Даунов синдром и како ти треба да се поставиш према тоа дете, значи тоа дете нема да има проблем. Значи битна е инклузијата на тие деца. Ако во школото или општо во училницата имаш 2-3 деца такви, ти веќе ќе се навикнеш на тие деца и ќе знаеш како да се работуваш. А претходно тој закон го немаше за инклузија. Значи, од градинките па натаму, нели, до каде може. Да. Значи многу е битна инклузијата на тие деца во школите. Добро, ова со последна појава ние следите веројатно по нешто на вести. Мене ме интересираат децата со оваа група израелска што од Куманово беше протерана, или практично на некој начин од граѓаните токму веројатно поради таа ксенофобија што еве делот од нас ја има кон припадници на друга заедница, верска ли е, национална ли е, група ли е. Тука ние немаме информација сега се тие во Охрид и така натаму. Таму има една група деца и дечиња. Што им пречи на тие луѓе што еве дошле некои на 2-3 месеци или на 20-30 години? Им пречи различноста. Тоа што не се како нив. Очигледно видовте по сликите, тие мачи и жена се облечени исто, децата се облечени исто, значи различноста што не се исти како нас. Ние се уште не можеме да се помириме со фактот дека има различни луѓе од нас. И тука наместо да видат за што се работи, без разлика ти не мора да прифатиш таа секта, види за што се работи, што сака да ти придонеси тоа, ама ние одбиваме. Како психолог имате порака до родителите во однос на тоа нивните деца како треба да реагираат кон такви деца? Затоа се потребни психолози, детето од почеток да има допир со психолог кој што ќе научи како да се постави со дете со Даунов синдром, со дете со оштетен вид, дека треба да му помогне, да држи за рака, да го однеси, да премини улица. Значи, многу е битно да се свати дека во овој живот имаме различни луѓе кои што имаат недостатоци. Да, но законска обврска е по училиштата исто така да има психолог или еден од две-три училишта, не знам колкав е капацитетот и на државата да може да финансира. Треба тие психолози малку да како тогаш се случило еве во Гостивар да тлее тој проблем со оваа малечка, да не го споменувам името? Не можам да знам точно што работел се десило, па дали тој работел со родителите или само со децата или пијат кафиња, може вулгаризирам. Не знам, не сум била таму, стварно не знам, само знам дека штом психологот дозволил тоа дете да учи во школата, значи сватил дека детето е доволно добро да може да се овлада материјалот. И штом го пуштил детето да учи, не требало да има проблем. Или ако не го совладува материјалот, барем да се социализира. Требало да седни да разговара, да, ете така. Добро, планови? Тоа е докторски студии во Риека. Имаме сега со професорот Пендаровски исто во април семинар во Пазин и за Великден нивниот имам онлайн работилница. Порака за родителите, за државата, за законите од Андријана Пашковска. Се потекнува психолошкото. Доколку изградиме стабилно, сигурни деца, ќе имаме и сигурна иднина. Значи, многу е битно психолошкото од мали ноза. Така, работите рековте во службен весник. Да. Ако таму налетате повторно на некој закон во врска со децата, треба да очекуваме нов друга труд. книга, да. Да, може. Дистрикт Цивил пред студио, Андријана Пашковска, ви благодарам. Фала ви вас.